Денот мој вечерашен гостин Стојан Чангелов, директор на ДЗС или Дирекција за заштита и спасување. Добро вечер. Така, добро вечер. Последен пат кога зборевме, тоа требаше да биде едно тело со ЦУК, имаше и обиди за реформи, најавувавте и една година подоцна. Нема обиди за реформи, туку се работи на реформите. Во владата е формирано работно тело, предводено од вице-премиерот Љупчо Димовски, кој што забрзано работи на новата верзија, која што веќе е готова, но се работи на незино прочистување. Верзија на закон кој што во себе ги обединува функциите на ЦУК и ДЗС, односно верзија на закон со кој што ќе се формира најпосле една институција, но поради тоа што овој нов закон има влијание во повеќе од постоечките закони, повеќе од 10 закони, целиот процес е значително успорен. Мојот фокус со оваа една година е во Дирекцијата за заштита и спасување. На 26 мај ќе направам една година како таму сум директор. Дирекцијата, би рекол, ја затекна во лоша кондиција, но има внатри капацитет, има квалитетни луѓе кои што имаат добро искуство и со нив се обидуваме дирекцијата да ја ставиме во полна форма. Има, да откриеме, има некои најави како ќе се вика тоа тело или не? Има, законот има име, но во овој момент го користиме работното име, нешто во насока на закон за управување со кризи, заштита и спасување, но ова е работен наслов на законот, фактички е спој од двата постоечки закони, но во оптек се неколку различни варијанти за име на новата институција, но името воопшто нема да биде битно. Што се однесува до мене, мојот став е дека треба да биде кратко, составено 2 до 3 збора максимум, затоа што постојано патувам по Европа на различни настани, каде што се доаѓаат сродни институции на ЦУК или на ДЗС. Генерално во сите држави се работи за една институција која што е или независна, или е во рамките на МВР, или некаде во рамките на Министерството за одбрана. Значи, вие претендирате да бидете регулатор, некој начин? Не. Главната разлика... Структурата како регулаторни тела, така? Главната Центарот за управување со кризи ги координира сите државни ресурси. Во прогласена кризна состојба има значителна улога, додека дирекцијата има своји сили. Не зборам во иднина како тоа би било. Во иднина, барем мојата замисла е таква, новата институција треба да врши апсолутна координација на сите државни ресурси во кризна состојба, во зависност од типот на кризната состојба, доколку се работи за пожари, координација на државните ресурси, авиони, хеликоптери, државните сили за гасење на пожар, доколку се работи за друг тип на криза, например поплава, ќе се употребат тие соодветни ресурси, но исто така во новата институција би бил и сегмент од командување, затоа што силите кои што сега ги има дирекцијата се би ги нарекол символични. Покрај 3 авиони ние имаме скромен број на луѓе, добри луѓе, но скромен број на луѓе, би рекол 15 на луѓе во самата дирекција, но тие ги предводат тимовите за брз одговор во кои што се наоѓаат лица кои што не се вработени во дирекцијата, а се ангажираат по потреба, нешто што е различно од мојата идеја, која што се потпира на професионално вработени лица, високо способени, високо обучени, со најсовремена опрема, или она што се специјалните единици на полицијата и армијата во полицијата и во армијата, тие сили би биле тоа во заштитата и спасувањето. Интересна замисла. И би било многу поевтино отколку било кој друг начин. А сега да прашам во контекст на ова, веќе кога почнеме да зборуваме и очигледно дека, нели, како што велите вие, една година се работи на тоа, кои европски искуства имплементирате? Ние постојано ги имплементираме сите европски искуства кои што стигаат како директива, но и други кои што ќе бидат интересни за нас. Во овој момент во дирекцијата има 20 активни проекти, од кои што безмалку сите се од Европската унија или Европската унија, институциите на Европската унија стоат зад нив, особено во делот на финансирањето. Пред неколку дена донесовме 2 теренски возила во дирекцијата, како резултат на еден од проектите, треба да ги промовираме следните неколку дена. Еден квадрицикл во секој момент треба да пристигне, поради бирократски причини постапката се развлече, донација од Руманија, он е квадрицикл мотор со 4 тркала.
Добро. Исто така, уште едно теренско возило за неколку месеци треба да пристигне во дирекцијата како производ на еден од проектите. Сите овие проекти во себе содржат европски практики. Добро, лани правевте некои иновации со воените возила, пренаменување. Чинам дека тоа не се покажа многу ефикасно, или? Не се работи за иновација, бидејќи стари возила, воени, армиски, полициски, се прилагодија за гасење на пожар, но не треба се да се гледа низ призмата дека не се покажале добри. Напротив, со оглед на тоа дека немавме други, овие се покажаа одлични. Знаете, и бугарските тенкови во 2001 година беа стари и никакви, но завршија многу голема работа. Патем да напоменам дека митралезите на сите овие возила се чуваат, значи оклопните возила БТР сега се противпожарни. Во иднина во некоја не дај Боже ситуација, бидејќи не знаеме што ни носи иднината. И тама работа сега, па пак да ги враќаме назад. Видете, тоа е кратка процедура, за еден ден ќе бидат оспособени пак да бидат борбени возила, значи сепак ги поседуваме, но овие возила значително помогнаа минатата година. Јас би бил среќен кога ние би имале нови возила, бидејќи сепак не би спорил на тоа дека новите возила можат да бидат драстично подобри од овие стари возила, но во ситуација кога државата нема пари да набави нови возила, а ние зборуваме сега за 43 возила кои што се ставени во функција. Во пари тоа е навистина значајна сума, возила кои што во наводници скапуваа на различни места, дали по некои терени, дали беа така фрлени по касарните, но сега истите се уредно подготвени за новата противпожарна сезона и патем тие се сите исправни. Сега заврши и јавната набавка, односно треба да заврши овие денови, немам целосен увид, така што ќе имаме фирма која што ќе ги одржува во кондиција во текот на летото. Се надам дека ќе има повеќе заинтересирани фирми кои што ќе покажат капацитет да се грижат за сервисот на овие возила, бидејќи делови за некои од нив потешко се наоѓаат, но не е и невозможно. Ако со одржувањето, со се ќе испадне подобро нови да купите, ама добро сега. Па, минатата година општествено одговорни фирми ги покријат трошоците и за пренамената и за одржувањето, така што како влада не бевме изложени на никакви трошоци, ги возеа припадници на полицијата, во поретки случаи на армијата, така што и за таа намена не беа потрошени пари. Владата се труди со оние ресурси кои што ги имаме, со минимум трошоци да изврши максимум од она кој што еве било некаде зафрлено или заборавено. Но сега сме пак на речиси на почеток на сезона, ние секој години, неколку години наназад, вие сте таму веќе во тој сектор повеќе години, се соочуваме нели со такви предизвици од пожари. Авионите у каква состојба се сега? Веќе барем можеме да зборуваме дека оваа година се Сите три авиони ќе бидат функционални, вториот треба да го донесеме во секој момент. Беа откриени дополнителни наводи, односно по завршување на редовниот сервис, беа откриени и други некои не многу значени, но ситни дефекти кои што требаше да бидат отстранети, што дополнително го развлече времето, но за неколку недели двата ер-трактори ќе бидат овде. Првиот е тука, функционален, така што почетокот на јуни ќе имаме 3 ер-трактори и овој па доволен број на пилоти, со тоа што веќе имам разговори со уште неколку пилоти. Тоа сега прашам за пилоти. Па се снаоѓам, иако методите кои што ги користам како менаџер се атипични. Како мислите се снаоѓам? Немаме пилоти кои се вработени? Па кога јас би бирал, би вработил некој млад пилот до 30 на години. Јас наместо тоа вработив пензиониран армиски пилот на кој што сум му бескрено благодарен. Полковникот во пензија Малезански Роберт, кој што е пилот на борбени авиони. Има летано со во наводници се живо и диво од галеби, мигови, сухои, Ми-24, Ми-8. Добро, не сакат млади или нема млади пилоти, тоа ве прашувам. Проблемот е системски. Школата за создавање на пилоти, за обука на пилоти не профункционира. Може би едно време работеше, но не е функционална. И сега јас трагам по пилоти кои што се близко до 500 часа летање со професионална дозвола. Зборам за летање на спортски авиони или оние помалите комерцијални авиони. Кога зборам комерцијални, знаете, со помали авиони се фрлаат вакцини за лисици, се прска против комарци и така натака. Ни требаат пилоти кои што имаат околу 500 часа,
а сега разгледува можност евентуално нешто и ние да субвенционираме, за да пилотите дојдат до овие 500 часи и сум на добар пат тоа да го направам барем со двајца. Зборам во наредната една година, бидејќи јас од сега планирам за второто лето. За наредното, мислам дека ќе имаме, во овој момент ќе имаме доволен број на пилоти. За жал, професионалниот пилот на дирекцијата кој што го затекнав поради драстично поголема плата, најверојатно ќе го напуши своето работно место. Да имате информација дека платата која што ја затекнав кај нив беше некаде околу 1200 евра, благодарение на добрата волја на премиерот и владата. По моето доаѓање на чело на дирекцијата, платата беше дуплирана, но и таа е мала во однос на пилотите на вакви летала во регионот, така што некој би рекол за еден или за 2 дена ја вадат месечната плата. Тоа прашам, вие имате еден пилот, а 3 авиони. Не, ние имаме 5 пилоти, но најверојатно ќе останеме со 4. Ќе имаме еден пилот повеќе. Со дозволи. Во овој момент дирекцијата има 5 пилоти. Се вработени сите таму или? 5 пилоти, двајцата се со договор, пензионираните пилоти, кои што се здрави и прави, со кои што имам постојана комуникација и можеби со нив ќе постигнеме договори за наредното лето. Ова лето со овде имаат огромно искуство, едниот е малку повозрасен, но навистина со неговите враголи, би рекол во наводници во текот на летото, ги освои граѓаните, бидејќи во неколку наврати влегуваше во доста, би рекол, ризични потфати, гасејќи и пожарите. Веројатно претпоставам дека пак ќе продолжат договори со полиција, со армија, ако има потреба од такви работи, или има потреба од набавување хеликоптери, да речеме, во оваа единица. Знаете дека армијата е во процес на набавка на повеќе хеликоптери, 15-тина. Не знам, за армијата. Па можеби понатаму ќе бидат ставени некои од нив. 1, 2, можеби 3, но за ова ќе го повикате министерот за одбрана, бидејќи не ги знам плановите, но можно е некои тие хеликоптери да бидат ставени во функција на гасење на пожари во случај на недостаток на други летала. И тука се хеликоптерите на МВР. Едниот хеликоптер 171 кој што носи ведро од 3 тона, има сериозен дефект и истиот се уште не е отстрнет и не сум сигурен дека ова лето ќе биде во функција. Останатите два Бел 212 и Бел 412 ќе бидат во функција со нивното ведро, односно корито од околу 800 литри. Сосема пред крај, според вас, кои се можни критични точки годинава, да речеме, за евентуални пожари? Територијата на Македонија. Не, тоа е јасно. Во јуни, южните делови... Од искуството звелам минатите години. Во јуни, централните и южните делови од Велес на југ, веќе во првата половина на јули, источна Македонија и централна Македонија, вклучително и Скопје, спајаат во висококритични зони, затоа што вегетацијата се суши. Овие дождови кои што врнат деновиве, знаете, ќе заврне 15-20 минути, тоа е како кога полевате цвеќе. Видете тревата надвор колкава е во градот Скопје. Замислете што се случува по нашите преубави полиња и планини. Има трева до градите, 1 метар висока трева. Грамушките се навистина во експанзија, така што кога во јули истите ќе се исушат, ќе имаме многу горлив материјал и ќе биде доволна искра за почеток на пожар. Ако при тоа дува и ветер, а летата знаат да бидат ветровити, особено во тој топлиот дел од денот, како особено во некои региони, како Овче поле, кога пред 2 години имавме страшен пожар кој што не можевме да го пресретнеме, бидејќи се движеше со голема брзина, за да веќе во август и во Западна Македонија, оному каде што имаме повеќе планински предели, повеќе зелена вегетација, во август почнува да се јавуваат и таму пожари. Превентивно размислувате забрани за движење во планини? Секако дека ќе биде воведено, но мојот став е малку поинаков. Јас ги сметам планинарите за најголеми пријатели на нас кои што се бавиме со гасење на пожари, бидејќи не познавам пример кога планинари предизвикале пожар. Напротив, планинарите може благовремено да ни јават и ако се затекнат таму, како љубители на природата, можеби ќе го изгаснат огонот ако се неколку метри. Додека сепак превенцијата налага по одредени правила од Министерството за земјоделство да се воведува оваа непопуларна забрана. Сосема за крај, значи вашите омилени прачки набавени се за оваа година? Имаме апсолутно оваа година набавени 1000 нови напртњачи, 1000 нови метли, така што сега ќе се опрема со една нова метла која што е со расклопна држка, не зафаќа голем простор и ќе ја носам со мене во возило, но верувам дека
ќе се случи повторно и ова лето да гасам со гранка, бидејќи оно што јавноста може да го види еднаш или два пати, веруваме ми безмалку да нема ден да не употребам гранка, бидејќи се многу ефикасни кога немате ништо друго. Благодарам за ова, господин.